Комарчето и бикот. Басна од Езоп. Еднаш многу одамна, еден топол и мирен ден, едно мало комарче летало низ ливадата. Правело бучава далеко поголема од неговата вистинска големина. Иако било навистина малечко, неговото зуење се слушало на секаде околу него. Комарчето затоа се чувствувало важно и решено да покаже дека е навистина присутно. Летајќи низ ливадата, наеднаш решило да се одмори и затоа слетало на врвот на еден од роговите на еден голем и силен бик. Ова е совршено место за одмор. Си помислило комарчето, удобно сместувајќи се на рогот на бикот. Останало таму некое време, задоволно што нашло такво возвишено место за својата кратка пауза. По краткиот одмор, комарчето се подготвило повторно да полета, но пред да замине почувствувало дека треба да му се извини на бикот што го искористило неговиот рог за својот мал одмор. Сигурно ти е драго што ќе си одам сега. Рекло комарчето, уверено дека неговото присуство било значено и секако забележано. Бикот, кој цело време спокојно преживал и не обрнувал ама баш никакво внимание на малото суштество на неговиот рог, со мирен тон му одговорил. Мене ми е сеедно. Дури не знаев дека си тука. Комарчето се изненадило од одговорот на бикот. Било уверено дека неговото присуство било важно, дури и досадно за бикот. Но сега сватило дека ниту било важно, ниту било досадно колку што тоа се мислело. Ситното суштество кое дотогаш се чувствувало гордо за својата бучава и присуство, сега сватило колку е мало во споредба со огромниот бик кој едва и го забележал. Од тука и заклучокот на оваа басна би бил дека често мислиме оти сме поважни отколку што навистина сме во очите на другите. Но имајте предвид, колку е помал разумот, толку е поголема само заблудата и горделивоста.